Почна запишувањето во средните училишта. Полуматурантите ја избираат својата идна професија. Економски техничар. Исто. Математичко пе. Зашто се одлучивте за економски? Може ли само напред? Во да се гледам како економист, затоа. Бравте? Машинско. Да. Да. За мене е добра струка. Од село Колешина и ќе запишам машински техничар за моторни возила и добра струка според мене. Во средното општинско училиште Јане Сандански има 374 слободни места. Во средното општинско училиште Димитар Влахов 381, а во средното општинско училиште Никола Карев има место за 517 полуматуранти. Да, денеска започна првото пријавување за учениците од прва година, која ќе трае 4 дена до 17-ти. Во средното општинско училиште Јане Сандански имаме 238 слободни места за учениците во гимназиското образование и 136 слободни места во економската струка. За сега сме задоволни од одзивот на учениците, како што можете и сами да видите. Мислам дека во наредните 4 дена ќе се искристализира ситуацијата. За тие ученици кои не се сигурни се уште за својот избор, имаме и второ пријавување кое ќе тече во текот на наредната недела на 23 и 24 јуни. Од годинава дуални паралелки се отвараат во средните училишта Никола Карев и Димитар Влахов. Учениците кои ќе се запишат во овие паралелки месечно ќе добиваат по 3.500 денари стипендија. Најголем интерес во средното општинско училиште Никола Карев има во профилот електротехничар со компјутерска техника и автоматика. Обично запишуваме од 300 до 320 ученика. Оваа година очекуваме оваа бројка за неколку проценти да порасне. Иако бројките за запишување, поготово во дуалните образовања, сега не се 34, туку 25 ученика, што е една добра работа за самите ученици. Изведувањето настава со помал број на ученици е многу поуспешна и многу атрактивна за самите наставници, учениците постигаат многу подобри резултати. Дуалното образование овозможува поголема практична настава, стекнување со многу вештини, освен теоретското знаење, конкретно, директно ќе бидат вклучени во компаниите и нормално ќе имат можност за вработување они што нема да сакат да го продолжат 4 годишното образование, можат да се вработат во тие компании, а тие што сакат да го продолжат образованието, исто така, штом ќе завршат 4 годишно образование и положат државна матура, ќе можат да се запишат и на факултет. Во средното општинско училиште Димитар Влахов годинава има нова струка. Медицинската струка ќе биде исто, значи здравствената струка ќе биде во 3 профили, фармацеути, физиотерапеути и сестри. А имаме ново во училиште, тоа е угостителската струка, каде што ќе имаме една паралелка, потоа имаме тоа комбинирана месаро-пекар и 3-годишна поледелец, каде што во овие 3 струки децата ќе имат надокнада секој месец по 3500 денари. Запишувањето во прва година средно образование во учебната 2021-2022 година ќе трае наредните 3 дена. Според конкурсот на Министерството за образование, во јавните средни училишта слободни места се 3053. Во јунскиот уписен рок има 3 пријавувања и запишувања. Првото е денеска, на 15 и 16 јуни, училиштата ќе примаат пријави од 7 до 19 часот и на 17 јуни од 7 до 15 часот. Ранглистите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 17 јуни по 16 часот. Квалификациско тестирање ќе се организира во училиштата на 21 јуни и тој ден ќе бидат објавени конечните ранглисти со резултатите. Второто пријавување овој месец е на 23 и 24 јуни, а третото е на 30 јуни.